Здраво, ова е видео лекција за системот една линеарна и една квадратна равенка со две непознати. Еве го насловот. Значи, ќе имаме една линеарна и една квадратна равенка и овој систем секогаш се решава со методот на замена. Најлесно е од линеарната равенка да изразиме едната непозната и таква да ја замениме во квадратната равенка, кај што ќе добиеме квадратна равенка со една непозната, па ќе биде лесна за решавање. Еве пример 1. Системот гласи x плюс y еднакво на 7. Другата равенка x на квадрат плюс y на квадрат еднакво на 29. Првата равенка е линеарна, втората е квадратна, непознатите се x и y. Од првата равенка лесно може да изразиме некој од непознатите, например x ќе ја изразам како 7 минус y и таква ќе ја заменам во втората равенка, која што сега ќе гласи 7 минус y целото на квадрат плюс y на квадрат еднакво на 29. Ова ќе ја средам и ќе добием квадратна равенка по y. 49 минус 14y плюс y на квадрат плюс y на квадрат еднакво на 29. Значи 2y на квадрат минус 14y плюс 49 минус 29 еднакво на 0 или 2y на квадрат минус 14y плюс 20 еднакво на 0. За да биде полесно решавањето на оваа квадратна равенка, ќе ја поделам целата со 2, па ќе ја добијам равенката y на квадрат минус 7y плюс 10 еднакво на 0. Сега ќе ја решам оваа квадратна равенка. y1, 2 е горе 7 плюс минус квадратен корен од 49 минус 4 по 10 по 1 е 40 врз 2. Значи 7 плюс минус квадратен корен од 9 врз 2, што е 7 плюс минус 3 врз 2. y1 е 10 врз 2, 5, а y2 е 7 минус 3, 4 врз 2, 2. Соодветно на секој од решенијата за y треба да замениме да најдеме x. Тогаш кога y е 5, добиваме x1 ќе ни биде 7 минус 5 еднакво на 2, а тогаш кога y е 2, добиваме решение x2 еднакво на 7 минус 2 еднакво на 5. Па имаме два подредени парови кои што се решенија. Решенијата на системот се првиот подреден пар е нели xy да биде 2, 5. А другиот подреден пар е тогаш кога x е 5, а y е 2. Па овој систем има две решенија. Со црвена боја ќе решам друг пример. Пример 2. Линеарната равенка гласи x минус 2y плюс 2 еднакво на 0, а квадратната 2x на квадрат плюс 2y на квадрат плюс 3x минус 2 еднакво на 0. Исто како во претходниот пример, од првата равенка добиваме дека еве y ќе го изразам да не биде само x. Y може да се изрази како x плюс 2 врз 2, а таков ќе го заменам во втората. И сега ќе имам 2x на квадрат плюс 2 пати по y на квадрат е сега целата оваа дробка на квадрат, x плюс 2 врз 2 целото на квадрат плюс 3x минус 2 еднакво на 0. 2x на квадрат плюс 2 по, горе имам x на квадрат плюс 4x плюс 4, според формулата за бином на квадрат, долу 4 плюс 3x минус 2 еднакво на 0.
Еве со црно ќе обележам дека 2 и 4 се кратат, овде останува само двојка долу. Па сега за да не работам со дробки, ќе помножам и целата равенка со 2, како би се ослободила од именителот во вториот собирок. Ќе имам 4х на квадрат плюс, ова ја останува сега истото, бидејќи именителот 2 се крати со двојката, х на квадрат плюс 4х плюс 4, плюс 3 по 2 е 6х, минус 2 по 2 е 4 еднакво на 0. 4х на квадрат плюс х на квадрат прават 5х на квадрат плюс 10х од 4 и 6х плюс 4 минус 4 се кратат и останува ова да биде еднакво на 0. Ова е неполна квадратна равенка, лесно се решава со извлекување множители пред заграда. Може да извлечеме и 5 и х. Во заградата останува х плюс 2 еднакво на 0, од кај што се гледа дека решенијата, овде ќе ги запишам, x1 е 0, x2 е минус 2, тогаш кога x плюс 2 би било 0. Ако x е 0, имаме за y, значи y1 ќе биде 0 плюс 2 врз 2, што е еднакво на 1. А тогаш кога x2 е минус 2, имаме y2 да биде минус 2 плюс 2 врз 2, ова е еднакво на 0. Па решенијата, одговор, би биле подредените парови 0, 1 и минус 2, 0. Еве друг интересен пример, него ќе го напишам со зелена боја. Може да се помести таблава. Пример 3. Линеарната равенка гласи x минус y еднакво на 1. Она што би требало да биде квадратна, во случајов е равенка во која што се множат двете непознати, е xy еднакво на 2. Вторава ќе биде квадратна равенка по некоја од непознатите, која ќе замениме за првата. Од првата равенка добиваме, например, ако го изразаме еве x, пошто полесно е y со минус да го префрлам од другата страна, x еднаков на 1 плюс y. Таков ако го заменам во втората равенка, добивам x, y еднакво на 2, дека ќе биде еквивалентно со 1 плюс y по y еднакво на 2. Сега имам y плюс y на квадрат еднакво на 2, двојката кој ќе ја префрлам, y на квадрат плюс y минус 2 еднакво на 0. Да ја решам квадратнава равенка, y1, 2 е горе минус 7 плюс минус квадратен корен, 1 плюс 4 по 2 по 1 е сум, врз 2, значи минус 7 плюс минус 3 врз 2, бидејќи горе имаме корен од 9. Од тука y1 е минус 7 плюс 3, 2 врз 2, 1, и y2 ќе биде еднаков на минус 7, минус 3 ќе биде минус 4, врз 2 ќе биде минус 2. Па сега да видам x1 и x2 колку ќе бидат. Тоа кога y е 1, имам x1 да биде 1 плюс 1, 2, а x2 го добивам ако за y заменам минус 2, 1 минус 2 ќе биде минус 7. Па решенија ќе бидат подредените парови 2, 1 и минус 1, минус 2. И уште еден многу интересен пример, кај што има малку повеќе работење, затоа што се дробно рационални изразива. Пример 4. Првата равенка гласи 2 врз
x минус 2 минус 1 врз y минус 4 еднакво на 0, а втората равенка гласи 3 врз x минус 3 минус 6 врз y минус 2 еднакво на 1. Сега треба некако едната непозната од едната равенка да ја изразам со помош на другата непозната и да ја заменам во втората равенка. Очигледно е дека имам и некои дефинициони области кои што треба да се земат во предвид, бидејќи не смееме да имаме именител 0, па веднаш ќе напоменам овде дека од првата равенка x не смее да биде 2, а y не смее да биде 4, од втората равенка x не смее да биде 3 и y не смее да биде 2. Земајќи во предвид дека x и y не ги имаат овие недозволени вредности, првата равенка ќе ја проширам со NZS за двата именители x минус 2 и y минус 4, за да можем некако полесно да дојдам до ситуација да ги изразам x и y. Значи, прва равенка, x минус 2 минус 7 врз y минус 4 еднакво на 0, целата ќе ја помножам со x минус 2, y минус 4, под услов да x не е 2, y не е 4. Тогаш 2 се множи со y минус 4, минус, единица се множи со x минус 2, а 0 по ова ќе остане 0. Добивам 2y минус 8, минус x, плюс 2 еднакво на 0. Значи 2y минус x минус 6 еднакво на 0. Еве линеарна равенка и од нејзе лесно можам да изразам некоја непознати. Еве ќе одберам x да ја изразам. X ќе биде 2y минус 6. Како ваква ќе ја заменам во втората равенка, но првини со втората равенка ќе ја направам истото како и со првава, ќе ја помножам со NZS на именителите за да немам дробки за работење. Нејзе да запишам овде еве на страна 3x минус 3, значи ова е втората равенка, минус 6 врз y минус 2 еднакво на 1, оваа ќе помножам со x минус 3, y минус 2, под услов нели да не се x3, y2, добивам 3y минус 2 минус 6x минус 3 еднакво на 1, по ова ќе биде самото тоа со кое што множиме, x минус 3, y минус 2. 3y минус 6 минус 6x плюс 18 еднакво на xy минус 2x минус 3y плюс 6. 3y минус 6x плюс 12 еднакво на xy минус 2x минус 3y плюс 6. Мене ми личеше дека полесно е во овој момент сега да заменам за x ова што го добив ваму, но секако дека можеш и горе на почетокот пред да ја множам равенката со NZS да го заменам, сеедно. Јас ќе го заменам овде, така ми се виде по-лесно. Значи, ваму ќе продолжам. 3y минус 6 по, на местото на x ставам 2y минус 6, плюс 12 еднакво на местото од x 2y минус 6 по y, минус 2 пати по 2y минус 6, минус 3y плюс 6. Значи, ова е равенката која што треба да ја средиме, да ја решиме како квадратна и така ќе добиеме две решенија за y, па соодветно две решенија за x. 3y минус 6 по 2, 12, 12y, плюс 36 плюс 12 еднакво на 2y на квадрат минус 6y, минус 4y плюс 12, минус 3y плюс 6, 3y минус 9y плюс
48 еднакво на 2y на квадрат, минус 6 минус 4 е минус 10, минус 3 минус 13y, плюс 18. И сега се ќе префрлам од десната страна за да немам негативен коефициент пред y на квадрат. Ќе биде 2y на квадрат минус 13y плюс 18 плюс 9y минус 48 еднакво на 0. 2y на квадрат минус 13y плюс 9y ќе биде минус 4y плюс 18 минус 48 е минус 30 еднакво на 0. За да биде полесно за решавање, може да се подели равенкава со 2. Па ќе добијам y на квадрат минус 2y минус 15 еднакво на 0, па не за сега ќе решавам по формулава за квадратна равенка. y1 2 е 2 плюс минус квадратен корен 4, минус 4 по минус 15 по 1 е плюс 4 по 15, 60 врз 2, значи горе имаме 2 плюс минус квадратен корен 64 врз 2, што е еднакво на 2 плюс минус 8 врз 2. Од тука добивам дека y1 е 2 плюс 8, 10 врз 2, 5, а y2 е 2 минус 8 минус 6 врз 2, минус 3. Соодветно, да видам како беше заменувањето за x беше 2y минус 6, значи во ова ќе заменам сега. x1 ќе добијам 2 по 5 минус 6, 10 минус 6, 4, а x2 ќе биде 2 пати по минус 3, минус 6, 2 по минус 6, минус 6, минус 12. За секој случај ќе проверам дали овие припаѓаат во дефиниционата област. Она што не припаѓаше беше дека x не треба да биде 2, x не треба да биде 3, а y не треба да биде 2 и не треба да биде 4. Таква ситуација овде нема, па значи дека двата подредени парови кои што ги најдовме се решение на системов. Едното решение е 4, 5, другото решение е подредениот пар минус 12, минус 3. Мислам дека опфатив различни примери, кои што може да помогнат во решавањето на други задачи. Еве 3 примери кои што се добри за самостојна работа, кај што има опфатено од се по нешто. Првиот пример е системот 2x плюс y еднакво на 1, x на квадрат плюс xy плюс y на квадрат еднакво на 1. Втор систем x плюс y еднакво на минус 2 и xy еднакво на минус 8. И трет систем, малку поинтересен, е x минус y еднакво на 1, 2 врз x плюс 3 врз y еднакво на минус 17 врз 12. Ако уште сакате задачи, лекцијава има задачи на крајот, тоа се наоѓа на страница 79.